Добро вечер и добре дојдовте на свеченото отворање на Вевчанско лето 2026 година. Манифестација која и оваа година ќе го исполни Вевчанското лето со бројни настани. Годинава и самата манифестација има посебно значење, бидејќи сите настани се одржуваат под мотото 30 години општина Вевчани, а не очекува богата и разновидна програма. Од концерти, изложби, театарски представи до книжевни промоции и кинопроекции. Вевчанско лето 2026 година ќе понуди по нешто за секој посетител. Со особена чест вечерва го започнуваме културното лето со првото издание на фестивалот на Зурлата и тапанот во организација на Сдруженијето Оркестар со зурли и тапани Вевчани, на кој им упатуваме искрени честитки за оваа прекрасна иницијатива. Градоначалникот на општина Вевчани, господин Спасе Кочовски, официјално да го отвори Вевчанско лето 2026 година. Благодарам, Сандра. Добра вечер и од мене на сите. Многу ми е мило што ве гледам тука, поготово младите. Се надевам оваа традиција ќе продолжи преку вас и понатака. Добре дојдовте на свеченото отворање на Вевчанско лето 2026. Годинава оваа манифестација има посебно значење за сите нас, бидејќи целокупната програма се одржува под мотото 30 години општина Вевчани. Значаен јубилеј кој не подсетува на 3 децени локална самоуправа, развој, посветена работа и грижа за нашата заедница. Во изминатите 30 години Вевчани остана препознатливо по својот непопорен дух, по својата традиција, култура и љубов кон местото во кое живееме. Заедно создаваме услови за подобар живот, ги зачувуваме нашите вредности, изградивме општина која е пример како со визија, посветеност и единство може да се постигне значајни резултати. Во овие 30 години создадовме, градевме и чувавме нешто што нема цена. Нашите извори, нашите обичаи, нашата култура и љубовта кон местото од кое потекнуваме. Денес со гордост може да кажеме дека Вевчани е препознатливо име не само во Македонија, туку и пошироко. Манифестацијата Вевчанско лето е доказ дека културата живее меѓу луѓето. Во текот на следните 2 месеци ќе имаме можност да уживаме во богата програма, исполнета со ликовни изложби, изложби на фотографии, концерти, книжевни промоции, театарски представи, кинопроекти под отворено небо, фестивали, спортски настани и многу содржини кои ќе ги обединат сите генерации. Овие настани не се само програма, тие се приказна за тоа кои сме, што сме создали и што сакаме да им оставиме на идните генерации. Дозволете ми вечерва со особена чест и задоволство да им упатам искрени честитки на Сдруженијето за Оркестар со зурли и тапани Вевчани, кои вечерва не само што ќе го отворат Вевчанско лето, туку ќе започнуваат и една нова, уникатна културна приказна, фестивалот на Зурлата и тапанот. Зурлата и тапанот отсекогаш биле дел од душата на Вевчани. Тие се звукот на радост, на празникот, на традицијата. Се пренесуваат од генерација на генерација. Верувам дека овој фестивал ќе прерасне во препознатлив белег на нашата општина и ќе остане уште една причина повеќе луѓето да доаѓаат во Вевчани. Почитувани, нека ова лето биде лето на културата, уметноста, пријателството и заедништвото. Нека биде потсетник дека нашата сила е во луѓето, во традицијата и во љубовта кон Вевчани. Со особена чест и задоволство го прогласувам Вевчанско лето за отворено. Благодарам. Веот, ние вевчанците, дури кога зборуваме или пишуваме за Зурла и Тапан, посебни чувства не облеваат. А тоа не се опишува со зборови. Зурлата и Тапанот веќе одамна направиле симбиоза со сите нас.
Тоа е убаво го чувствуваме ние зурладжиите во моментите кога душата се провира низ зурлата, се протнува. Парче душа заедно со песната добиваат сите оние до кои допира гласот на величенствениот инструмент. Во тие мигови најсилно се прегрнува Вевчани. А тапанот, единствениот брат на зурлата, постаре и какви времиња се и невремиња осетила неговата кожа. Тој никогаш не остава сама неговата сестра, ја следи со својот единствен ритам и заедно го покануваат танецот да почне. Ете тогаш, сите човекови сетила цветаат, а како и не би, кога и се слуша и се гледа убавината што тече. Тогаш најгласно се радува зурлата, а тапанот одекнува од ближните ридови. Очите светат како великденски звезди, а на срцата веќе тесни им се градите. Токму затоа, ние сакаме да им изградиме дом на волшебниците, брат и сестра. Сакаме Вевчани да го чувствуваат како свое родно место. Зурлите нежно ќе ги галиме со своите прсти. Се разбира, цела Македонија е нивно родно место. Секој македонец и македонка ги полазува милина, што македонската песна е најубава целиот свет. Ова беа зборови кои за оваа пригода несебично ни ги подари нашиот драг учител Симон Лечовски, кој на свој препознатлив начин остави неизбришлив печат на овој настан. А сега со наши зборови ви посакуваме топло добре дојде на сите гости и учесници на првиот фестивал на зурлата и тапанот Вевчани 2026 година. Години наназад, кај нас како друштво, како состав кој го негува овој вид музика, се роди желба да организираме еден ваков настан. Таа желба сиве овие години само тлееше, притоа гасена од товарот на мислата, дали сме дораснати на еден ваков настан и предизвик, како што рече учителот, да им изградиме дом на братот и сестрата волшебници. Но накрај тоа жарче, поттикнато од нашата преголема љубов и почит кон тие исти волшебници, прерасна во силен оган, чија топлина денес сите заедно ќе ја почувствуваме. Ова што ќе го видиме вечерва не представува само наш проект. Ова што ќе го видиме вечерва е плод на сите оние генерации вевчанци и македонци, кои во миговите на радост и во миговите на мака за своји содружници ги барале зурлата и тапанот. Ова што ќе го видиме вечерва е олицетворение на целата наша историја, на целото наше битисување во радоста и маката из вековите истории. Велат дека музиката е продолжеток на душата. Музичарот преку својот инструмент пренесува парче од својата душа на слушателот. Следствено на ова, денес ќе бидете сведоци на настан на кој нашите почитувани колеги, членови на 8 состави од различни краишта на нашава Македонија, ќе ви пренесат дел од нивната душа и од нивните чувства преку своите инструменти. Затоа, да ги поздравиме со силен апел сите 8 состави кои ќе земат учество во првиот фестивал на зурлата и тапани. Во првиот блок ќе ги слушнеме Зурли и тапани, Мајовци, Дебар. Група Вјас, Вевчани. Зурли и тапани, Медник. Зурли и тапани, Ќустек, Скопје. Уживајте.
Иако генерации пред нас вевчанци се раѓале, растеле и живееле со звуците на зурлата и тапанот, сепак тие звуци биле несебично дарувани од наши колеги кои не биле од Вевчани. Долги години предходно, секоја свадба, секоја веселба и секоја Свети Василија ја збогатувале мајстори на својот занает кои биле од други места. Ова било така се до 1982 година. Ден 13 јануари. Го прво како на шега, низ маска, неколку ентузијасти и влюбеници во зурлата и тапанот, како василичари, изеле своите инструменти и за прв пат во Вевчани зазвучило василичарското оро до изведба на наши колеги Вевчани. Ова е навидум шега на тие ентузијасти и визионери наредната 1983 година, исто така на 13 јануари, прераснало во прв професионален ангажман, кога истите биле ангажирани од Василичарското друштво Горна Мала со своите инструменти да ги придружуваат зетот, невестата и горнамалската василичарска поворка, со што нивните имиња ќе останат за секогаш запишани во вевчанската историја како прв состав на зурли и тапани со потекло од Вевчани. Нивниот тогаш навидум мал чекор се претвори во движење кое роди плејада зурладжи и тападжи во Вевчани, меѓу кои сме и ние. А како резултат на нивниот тогашен мал чекор, денес скоро секое дете зачекорува со тој ритам. Овие луѓе, овие ентузијасти, од кои некои за жал повеќе не се меѓу нас, за својата визија и своето дело заслужуваат многу повеќе. Но денес, како скромен знак на нашата огромна благодарност за нивното дело, ќе им доделиме по една плакета. И повикуваме на сцената нив и нивните семејства да ја примат истата. Нивните имиња се Љубе Бобановски, Олег, Стефан Стојковски, Благодарим Ива. Љубе Бубановски и Слободан Гогоски. За жал не е меѓу нас, меѓутоа повикуваме некој од неговото семејство да ја подигне посетите. Гаврил Куковски, Милутин Стојковски. Дали има некој од неговото, тој или некој од неговото семејство? Поред, ќе ја врачи. А тука е, ајде стече. И Зоран Гогоски.
Им благодариме уште еднаш за нивната визија и нивното дело, а сега рете да продолжиме со нашата програма и да ги слушнеме следните 4 групи учесници на овој фестивал. Тоа се Зурли и Тапани Мелос Вевчани, Зурли и Тапани Златник Скопје, Зурладжиска група Чиска Вевчани, Џело и Зурли и Тапани Дестановски Скопје. Уживајте.
Оваа година, бидејќи ова е прв фестивал, не ни беше целта да доделуваме награди и признанија на поединци и на групи. Оваа година целта ни беше да имаме само дружба помеѓу учесниците, има промоција пред вас. Но сепак како мотив за наредните фестивали, одлучивме да доделиме статуетка на групата која со својот настап постави најмногу впечаток оваа вечер. За таа цел составивме 3-члена жири комисија која оваа вечер ќе има тешка задача да оцени која од денешните групи им остави најдобар впечаток. Членови на овогодинешната жири комисија се Стефче Стојковски, еден од најистакнатите македонски музичари на народни инструменти, Тошо Чучаровски, преседател на Клуб Гримпол и изводреден познавач на македонскиот фолклор. Стефче Попагиновски, член на нашето здружение, инструменталист во оркестарот со Зурли и Тапани вечер. им посакуваме успешна работа. Додека жирито одлучува, ќе искористиме можноста да споделиме со вас дел од приказната на нашето формирање, постоење и работа. Здруженијето Оркестар со Зурли и Тапани Вевчани, како здружение на граѓани, формирано е пред 2 години од страна на членовите на музичкиот состав Оркестарот со Зурли и Тапани Вевчани, а со цел да можеме уште повеќе да придонесеме кон афирмација на вевчанската култура и традиција кај нас и во странство, преку организирање на разни настани, помеѓу кои е и овој фестивал. Меѓутоа, Оркестарот со Зурли и Тапани Вевчани како неформална група, музички состав, од 2 Зурли и 2 Тапани, постои уште од 2001 година. Низ периодот на нашето постоење сме биле дел од многу настани, манифестации и веселби, како по јавни места, така и во домовите, обителите на нашата музика. Од нашето формирање до денес, безбројни се свадбите и веселбите од кои сме биле дел. Безбројни се затовите и невестите кои се качиле на нашите тапани. Безбројни се сватовите кои се веселеле на нашата музика и најважно од се, безбројни се спомените кои сведочат за овие настани. Секој удирање на нашите тапани кај нас буди прекрасни спомени на миговите поминати заедно. Овие спомени и овие настани, сите овие 25 години не одржале како состав, како истомисленици, како семејство. Во изминативе 25 години, иако овој наш состав остана со истата задача, истата цел, истото име и истата љубов кон Зурлата и Тапанот, сепак оваа наша група, ова наше семејство, работејќи и творејќи, еволуираше и се менуваше. А секој член на ова семејство, наречено Оркестар со Зурли и Тапани Вевчани, кој во изминативе години бил дел од истото, оставил во него дел од својата душа, а со тоа и неизбришлива трага во времето на нашето постоење и творење. Во оваа прилика сакаме да им оддадеме признание на сите наши колеги кои во изминативе 25 години од формирањето беа дел од Оркестарот со Зурли и Тапани, и без чие залагање и несебично вложување на сиот свој талент во овој оркестар, истиот немаше да постои. Ги повикуваме на сцената со цел да им дадеме по една благодарница за својот придонес сите поранешни членови на Оркестар со Зурли и Тапани Вевчани. Тоа се Атанас Алулоцки, Поелек, Танче, тука е. Костадин Јанковски, Перо Пешиновски,
Спасе Костојчиновски вечерва е оправдано отсутен, но благодарницата ќе му биде врачена. И последен, но не помалку важен, Трајче Спасески. Благодариме на сите. Го повикуваме представникот од жири комисијата да го додели годинешното признание за неуспешен настап на составот кој им остави најсилен печат. Вечерва Вевчани покажа и докажа дека е достоен чувар на традицијата. Овој фестивал е уште еден доказ за тоа. Од срце упатувам честитки на организаторите, на Славче, Зоки, Дуле, Стефче и Гоки. Живи, здрави, весели. Упатувам честитки до сите учесници. Вечерва беше празник, за очи, за душа, голема радост за сите нас. На вистина специфична ситуација во делот на ова признание. Покрај еден четрна од нашите, покрај еден Перо од Вевчани, друг Джело од Скопје, трет Стефче и сите Чустек и така натака врвни музичари до најмладите. На вистина е специфично кому да се додели ова признание. Значи, критериумот кој што вечерва го поставивме и многу сум благодарен што и врвниот музичар Стефче Стојковски ме поддржа во истото. Критериумот вечерва е традицијата, а вечерва само една од нашите групи од Вевчани одсвираја на традиционални кратки зурли кои што се специфични за Вевчани и признанието ќе оди ке бендот, музичкиот бенд Јас од Вевчани. Да си ги вратиме нашите вевчански кратки зурли. Со ними се преле свадби и Стројо и Свети Василја и што поскоро и на сцена повторно да си ги активираме. Ви благодариме на вашето присуство. Се надеваме дека вечерва ги исполниме вашите очекувања и вашите сетила. И дека ќе се заминете од овде со емоции од прекасните звуци и дека тие емоции ќе ви траат до наредната година, кога повторно ве очекуваме да видите наши гости. За многу години. За многу